Добар ден, Дневник на К3. Невработени млади лица имаат можност да се вклучат во активната мерка практиканство и на тој начин да стекнат прво работно искуство. Надлежните сметаат дека оваа мерка освен младите лица, бенефити имаат и работодавачите кои имаат можност самите да креираат работник согласно своите потреби. 500 невработени лица до 29 години имаат можност да се стекнат со практични знаења преку владината мерка за практиканство која што се реализира со средства од типа програмата на Европската Унија. Мерката се однесува за сите активни баратели на работа со завршено средно или високо образование со цел да стекнат прво работно искуство. Работодавачите треба да достават апликација и да дадат изјава во агенцијата. Условите кои што треба да ги исполнат е да имаат минимум 2 вработени, подмирени даночни обврски, плати и придонеси за осигурување. Во мерката може да се вклучат и невладините, кои имаат најмалку еден вработен. Трошоците за оваа мерка изнесуваат околу 6248 денари со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на повреда или професионално заболување. Сега работодавачите кои треба да ги исполнуваат условите е да имаат минимум 20 вработени, значи да ги имаат подмирено сите даночни обврски како и плата и придонеси за осигурување за своите вработени. Во рамки на проектот од типа, програмата спаѓаат и обуките за напредни компјутерски вештини и дефицитарни занимања. Во моментов во Куманово се реализира обука за сметководство, каде вклучени се 34 лица. Би споменала дека оваа мерка е доста актуелна и популарна како на ниво на цела Македонија, така и во Куманово, бидејќи во рамките на овој проект беше предвидена бројка да се опфати околу 1000 млади невработени лица на ниво на цела Македонија за период од 2 години, меѓутоа бројката се исполни во период од 1 година поради големиот интерес, така да се беа побарани надомест на дополнителни средства како би се опфатиле уште една, да речеме, поголема бројка, дополнително околу 500 млади невработени лица да имаат можност да се вклучат во оваа мерка. Средствата се одобрени, значи има јавен оглас кој што е достапен на веб страницата на Агенција за вработување на Република Македонија, каде што сите млади лица невработени може да се информираат и да видат кои се услови и директно во Центарот за вработување и како може да учествуваат во оваа мерка. Од оваа мерка бенефит имаат и невработените и работодавачите. Невработените се стекнуваат со работно искуство како подготовка за нивно идно вработување, а работодавачите добиваат нов работник кој го зголемува нивното производство. Бугарската фирма Минстрој, новиот концесионер на рудниците Злетово во Пробиште и Питораница во Крива Паланка, ги уплати парите за купување на имотот на двата рудника. Стечајната управничка на рудниците Владица Ивановска нагласи дека на сметката се легнати 4.130.000 евра, од кои 3,5 милиони евра се согласно понудата за движниот и недвижен имот, а останатите средства се за ДДВ. Собранието на доверители во средата ја донесе одлуката за прифаќање на понудата на новиот концесионер и имаше законски рок од 8 дена за да ги уплати парите за купување на управните згради, флотациите, машини и друг движен и недвижен имот, но средствата ги уплати само еден ден по донесената одлука. Согласно електронската продажба, Минстрој за купување на објектите во Пробиштипскиот рудник Злетово, неопходни за производство на олово-цинкова руда, понуди околу 2 милиони евра, а објектите на рудникот Тораница во Крива Паланка ги купи за околу 1,5 милиони евра. Според оние оптимистички сознанија кои ми беа кажани од нивна страна, мислам дека ќе биде добро. Доставиме, времето ќе каже, важно е дека почнуваат работите да се движат, а Минстрој, односно сега Булмак, имат вложено пари и тие се заинтересирани што побрзо да почнат со работа, за да си ги вратат парите. Така да, еве, една добра вест за граѓаните на Крива Паланка, за оние рудари кои работеле таму, затоа што искрено кажано Тораница е многу важен сегмент во економијата на нашата општина, не само за вработените, туку и за сите оние што пропратно работат и соработуваат со Тораница, и за нас како општина и за сите. Во текот на наредните денови стечајната управничка треба да направи план и пресметки колку доверителите ќе добијат пари од стечајната маса. Околу 1000 рудари од Злетово и Тораница први ќе бидат подмирани од овие средства, со што ќе им се исплатат трите заостанати плати, а ќе им се плати и бенефицираниот стаж. Над 50 рудари ќе можат веднаш да заминат во пензија откако ќе им се плати бенефицираниот стаж. Во моментов, над 100 рудари и инженери се ангажирани од концесионерот Минстрој и работат на подготвување за рестартирање на рудниците Злетово и Тораница.
Јавно предпријатие Водовод во првите 3 месеци од текувната година работи со загуба поголема од 1.200.000 денари, покажа финансискиот извештај кој директорот на предпријатието Стојковски го презентираше пред советниците на 55-та седница на Советот на општина Куманово. Јавното предпријатие Водовод во првите 3 месеци од текувната година работи со загуба поголема од 1.200.000 денари, покажа финансискиот извештај кој директорот на предпријатието Стојковски го презентираше пред советниците на 55-та седница на Советот на општина Куманово. Според него оваа загуба е за 2 милиони денари помала во однос на истиот период споредбено со минатата година, кога загубата изнесувала повеќе од 3 милиони денари. Се работи за период кога најмалку се троши вода, значи јануар, февруар, март месец, и период кога што ние имаме инвестиции во самата опрема за да можеме да подготвени да го пречекаме, значи период кога има поголемена потрошувачка на вода. Тој изрази надеж дека загубата на предпријатието ќе продолжи да се намалува и дека на крајот на 2016 година предпријатието ќе ја заврши годината со позитивно финансиско работење. Деломно според Стојковски, негативниот финансиски извештај се должи на намалената наплата на сметки и ке физичките и ке правните субјекти. Значи наплатата во овој период е 45% од фактурирано. Значи фактурирано е некаде околу 50 милиони, наплатени само 45% од фактурирано. Тој апелираше до граѓаните на времено да ги плаќаат сметките и очекува овие месеци да се зголеми наплатата, поради како што објасни зголемената потрошувачка на вода. Стојковски информираше дека во моментов по главниот вод предпријатието добива 190 литри вода од главниот вод, дополнителни 100 литри од алтернативните извори од Бедиње и Проевце и по така наречениот бајпас уште 80 литри вода во секунда, што нагласи е доволно за задоволување на потребите на градот за непречено водоснабдување во овој период од годината. Жителите на село Габреш веќе со години имаат проблем со вода за пиење. Единствен извор на вода за пиење им импровизираната чешма која се наоѓа на сред село и во неа понекоја жаба и нечистотија која доаѓа од загадениот резервоар со вода. Чекањето по неколку часови за да се наполни еднолитрско шише од импровизираната чешма на сред село е реален и секојдневен проблем на жителите од село Габреш. Нечистотијата која наоѓаат во водата и по некоја жаба е дополнителен проблем за здравјето на жителите и децата кои пијат од оваа вода, која им е единствен извор за пиење. Имаат уште еден бунар кој го користат исклучиво за напојување на животните и за санитарни потреби. Жителите упатија апел до надлежните да го решат нивниот проблем со вода, да постават водоводна мрежа како би можеле сите во 21 век да живеат како и останатите, секој во својот дом да има вода. За вода проблем, немамо вода. Доваѓаме овде со сати, чекаме вода. Не може да напуниме. И нема. Тој е најголем проблем. И не е чиста. Ѓубре има едно друго, свашта, не е убава вода. Дали ви предизвикува некакви проблеми или? Па има на стомак, осеќа се тоа, особено куде деца, такви работи има тоа. Кои постари луѓе, кои како е сетли со стомак има. Пуни чера вода, жаба се удави утубав. Од сабале толики црв. Тоа е зараза за народот, тоа е нечини. Резерват е многу глота, не е покрен. Има свашта се дави, кучиња пие, умочало, жаби, све живо и многу не е глотна водата. Они го испитуја, а резерварат не се го виделе какав и што е. Треба njega да го види, го испитал горе. И многу глотна вода пиемо. Одма на стомак осетимо, на стомак проблеми. Како не, тој глотни работи се дави у тај вода. Многу е лошо, кад не е чиста вода. Тој кад ќе заврне мутна вода, не се пие доле. 2 дана мора да тече да се изчисти, па да го затвориме и так да пиемо. Нека дојде, нека уведе воду на свакога у куќу, нека има водовод, луѓе ни се ратиса кој веќе ми да патимо сега. Само наше село е проблем, а други села сви се со водовод, а Габреш не. Имам сина, унуци имам, носи вода, пере, бања, месе, пече, готви. Друго што да ви кажем, учимо се за вода. Највише битно е вода. Друго е вреду све, пут има, све има, комбе иде, деца носи у школу, доноси ги, донаса ги. А што е проблемот, кажете ми, со вода? Па добро е вода, само едино да си уведемо секој сака вода да си добие дома. Пошла пизор, носи за прање, носи за све, за стоку и некој не може однесе за пиење. Ете, тоа е проблемот, највише со вода. Ка водата доаѓам да пунам и секош мора да падне или жаба или црв во туба или во флаша.
Јас вчера пуне вода и чекав 3 сати само за една туба. И би сакал да кажам дека треба да има секој вода во домот. Селото Габреш се наоѓа на 24 километри од Куманово. Во него живеат 80 жители од различна возраст. Во насока на подобрување на економската слика на македонскиот североисток, за жал најмалку развиениот регион во земјава, во Куманово работи бизнис центарот за развој на североисточниот плански регион, кој би требало да придонесе за нови работни места, подобри услови за бизнис и се економски раст. Со цел информирање на пошироката јавност за проектните резултати и имплементираните активности во рамките на проектот проширување на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности и услуги за поддршка на приватниот сектор, се одржа завршен настан на кој што присуствува министерот за локална самоуправа, 50 на представници од бизнис заедницата, општините, невладиниот сектор, агенции од Бирото за регионален развој и од UNDP. Шире Телези, министер за локална самоуправа на Република Македонија, нагласи дека целта е подобрување на економската слика во планските региони на Македонија. Регионалните бизнис центри при центрите за развој на планските региони со веќе определените функции има значајна улога не само во развојот на регионот, туку и пошироко. На едно место бизнис центрите на бизнис заедницата и ги ставаат на располагање сите информации за постоечките индустријски зони во регионот, нивните карактеристики и поволности што ги нудат, регионална база на податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор, електронска регионална база на податоци за доставните гринфилд и браунфилд локации, водич за инвеститори, вклучувајќи ги и стратешките цели на регионот за развој на определени сектори и контакти со испорачалители на услуги за поддршка на потенцијалните инвеститори, информативни настани кои што третираат прашања кои имаат влијание на бизнис секторот, а произлегуваат од конкретните мерки на владата, запознавање со националните и програмите за поддршка на приватниот сектор и економскиот развој. Во изминатиот период, регионалниот бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија во североисточниот плански регион спроведе серија на активности се со цел поддршка на бизнис секторот во регионот во насока на поттикнување на економскиот раст и развој во регионот. Министерството за локална самоуправа, не знам колку сте информирани, е задолжено заедно со Бирото за регионален развој од Република Бугарија за спроведување на програмата за меѓугранична соработка. Значи, тие се директно инволвирани и процесот за меѓугранична соработка го водат и практично парите за кофинансирање се преку Министерството, на овие проекти се преку Министерството за локална самоуправа. На завршниот настан беа представени и остварените резултати во рамки на овој проект, односно беа представени изготвените водич за инвестиции во североисточен плански регион со збирка и мапа на индустријски зони, програма за развој и поддршка на бизнис секторот во североисточен плански регион 2015-2020 со акцијски план 2015-2016, комуникацијски план за спроведување на програмата за развој и поддршка на бизнис секторот во североисточниот плански регион 2015-2020, како интерактивен веб портал за инвестиции. Во изминатиот период покажавме исклучителен успех. Втората фаза од имплементација на проектот сме во соработка исто така со Министерството за локална самоуправа и ГИС, каде што фокусот ни е ставен во делот на иновациите. Со надеж дека најавените активности ќе влијаат позитивно врз стопанството, искористувајќи ги реалните потенцијали и стратешките предности на североистокот на Македонија, сите инволвирани уверуваат дека ќе се потрудат да придонесат за економски успех на регионот. По 2 успешни години зад себе како настан кој представува културна музичка манифестација во Македонија, Златни Кратовски денови прирасна во препознатлив македонски бренд и летна музичка сензација за сите љубители на македонската и балканската музика, која од 2014 година на едно место ги собира најпознатите музички имиња од нашиот регион. Стартот на Златните Кратовски денови во петокот беше одбележан со значителна заинтересираност и еуфорија и ги надмина очекувањата на организаторите во однос на посетеноста не само од македонски посетители, туку и од љубителите на убавата музика од целиот Балкан.
Првиот дел од програмата на манифестацијата беше исполнет со настапи на многобројни македонски и балкански ѕвезди, како што се етно групата Мунистра, ѕвездичките и ѕвездите на Пинк, Дани Димитровска, Тајзи и Спејко. Еуфоријата продолжува и вечерва за време на втората вечер од Златни Кратовски денови, каде што богатата музичка програма е исполнета со познати македонски и балкански изведувачи, како што се Европскиот тамбурашки етнофестивал Трио Гранде, звездичките и звездите на Пинк, Владко Илиевски, како последни вечерта ќе настапат легендарните балкански рок звезди Риблја Чорба. Последниот ден, 10 јули, е резервиран за забава за најмалите заедно со Златно Славејче. Остануваме на иста тема. На плоштадот Карпошово во Станија во Крива Паланка се одржа фестивалот на староградска музика и песна Осоговска староградска вечер. Ансамблите и хоровите кои настапија ги потсетија присутните на автентичните акорди и ноти, стихови и мелодија карактеристични за урбаниот живот во повеќе македонски градови, но и во соседството. На плоштадот Карпошово во Станија во Крива Паланка се одржа фестивалот на староградски песни и серенади Осоговска староградска вечер. Распеани паланчани ја отворија вечерта со 3 песни од кривопаланечкиот крај, а во продолжение на фестивалската програма настапија распеани пензионери од Берово, Камелија од Свети Николе, Еделвајс од Кјустендил, распеани Радовишани од Радовиш и градски хор Штип. Граѓаните може да уживаат во староградската музика, во староградската песна, да ја видат една староградска култура на живење, на староградска песна, така да еве, мислам дека сите се осеќаат пријатно и јас сум искрено задоволен. Голема благодарност и поддршката од страна на Министерството за култура затоа што го поддржа овој проект. Фестивалот се реализира како проект на Националната установа Центар за култура Крива Паланка, поддржана од страна на Министерството за култура и локалната самоуправа на општината. Ова идеја да во Крива Паланка се одржува секоја година, Осоговска староградска вечер, беше од страна на членовите на Староградското друштво, распеани паланчани, бидејќи тие настапуваат во повеќе градови во Македонија, настапува и во Бугарија и во Србија. Не пречекува најдобро, ние решивме да дадеме една иницијатива до општината и до Министерството за култура во наредните години во Крива Паланка да организираме една староградска вечер, бидејќи Крива Паланка со возобновувањето на друштвото распеани паланчани имаше една традиција со староградската песна и тоа е идејата која што ја дадовме претходните години. Поднесовме проект до Министерството за култура, од нивна страна добивме поддршка и како и претходната, така и оваа година е поддржан проектот и ова староградска вечер овој проект е влезен во националната програма за култура на Република Македонија со поддршка од Министерството за култура и од општина Крива Паланка и се надевам дека оваа Осоговска староградска вечер ќе пренасте во традиција и ќе се одржува и во наредните години. Ансамблите и хоровите кои настапија ги потсетија присутните на автентичните акорди и ноти, стихови и мелодија карактеристични за урбаниот живот во повеќе македонски градови, но и во соседството. Јас сум еден од членовите стари кои што Староградското друштво распеани паланчани беше создадено во 1973 година. Ова обновување на распеаните паланчани значи нешто многу за самиот град, за граѓанството. Серенадата наша убава македонска, убавите староградски песни, да ги негуваме, традицијата да си ја негуваме, да си го зачуваме и да го пренесеме на идните поколенија што се вели. Песната ја е лек за душата, лек за убавината да ја пренесеме сите кои што сме вечерва присутни овде. Голема чест и задоволство е да се биде дел од она што култура, македонско поднебје, да се пренесе автентично на идните генерации, да се пеат песните. Министерството за внатрешни работи по спроведена сеопфатна истрага поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против 5 лица од Скопје, едно лице од Тетово и Куманово, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело учество во терористичка организација. Министерството за внатрешни работи по спроведена сеопфатна истрага поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против СР 26 години, БС 32, БГ 23, ЕУ 36 и ФИ 31 годишен сите од Скопје.
ММ38 од Тетово и С и 27 од Куманово поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело учество во терористичка организација. По спроведените претреси на дом и други простори по наредба од Основен суд Скопје 1 на 7 локации, од кои 6 во Скопје и 1 во Тетово, пронајдени и обезбедени се 4 од кривично пријавените лица, односно БГ, Ф, И, ЕУ и ММ. За 2 лица од кривично пријавените постојат оперативни сознанија дека се уште се наоѓаат на територија на Сирија, а едно лице БС е во бегство и се уште е недостапен за органите на прогонот. Исто така при претресите, кои беа извршени од вчера вечерта до изутринава, биле пронајдени со потврда одземени следните предмети: 5 десктоп компјутери, 2 лаптоп компјутери, 19 мобилни телефони, 9 сим картички, држач за сим картици, 9 USB стикови, 50 седиња, мемориски картички, заштитна маска, 3 патни исправи, мајца со надпис на арапски јазик "Исламска држава е вечна" и други документи кои ќе бидат предмет на дополнително вештачење. Од страна на јавното обвинителство, за 4 лица кои беа обезбедени, доставен е предлог за определување на мерка притвор во траење од 30 дена. Република Македонија го заслужи местото како полноправен член на НАТО, истакнал министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јулевски на денешните одвоени средби со министрите за одбрана на Турција, Естонија, Италија и Шведска на маргините на самитот на НАТО што се одржува во Варшава, Полска. Со спроведените реформски зафати, учеството во мировните мисии предводени од Алијансата, потврдената интероперабилност со армиите на земјите членки за време на НАТО, воената вежба Анаконда, како и фактот дека Македонија и НАТО ги споделуваат истите вредности и цели на глобално ниво како миро, демократија и безбедноста, ние јасно покажавме дека местото на Македонија е во НАТО, порача Јолевски, соопшти денеска Министерството за одбрана. Високиот процент на поддршка кај граѓаните на Република Македонија и целосната поддршка од политичките партии во земјите, посочи тој, укажуваат на тоа дека Македонија станува посветена на интеграцијата во евроатлантските структури. Ке продолжиме да работиме за да станеме подготвени за членство во НАТО. Ке продолжиме да придонесуваме кон безбедноста во регионот и на Европа. Тоа го докажавме со начинот на кој се справивме со мигрантската криза. Ние сме сериозен партнер, но мораме да направиме и следен чекор, односно да бидеме полноправен член на НАТО, потенцирал на состаноците министерот Јолевски. Како што стои во соопштението на Министерството за одбрана, министрите за одбрана истакнале дека ја поддржуваат Македонија во нејзините аспирации да стане дел од Алијансата. Државата нуди пакет поволности за инвеститорите кои сакаат да отворат приватни старечки домови. За почетна цена од 1 евро за метар квадратен може да купат земјиште за изградба со намалени цени за комунали за 95%. Во тек е огласот со кој државата доделува 12.500 евра неповратни средства за оние кои сакаат да отворат старечки домови. Од владата апелираат заинтересираните да се пријават и да искористат можноста. Представува една директна или индиректна финансиска поддршка која што надминува над 20.000 евра во најмала рака за приватните инвеститори, што значи можност за алокација на тие средства од негова страна кон обезбедување на раст на дејноста, отварање нови работни места, обезбедување поголема профитабилност, а за државата обезбедување нови капацитети за социјална грижа за лицата во поодминати години. За купување земјиште од 500 метри квадратни, согласно преценките со оваа владина мерка, инвеститорот би имал трошок помеѓу 1000 и 1500 евра, доколку се земе во предвид цената на градежното земјиште на периферијата на Скопје, која во најмала рака изнесува 25 евра, произлегува дека инвеститорот би имал заштеда од над 10.000 евра. За изградба на дом во рамките на градските населби во Скопје и поголемите градови во државата, таа заштеда би била и многу поголема. Како резултат на овие мерки, досега отворени се 18 приватни домови за стари лица. Во Драч запленети 700 килограми марихуана. Шојбле бара брза акција од Брисел по Брекзит за да нема ескалација. Анкета: гласачи од Европска унија не сакаат великодушен договор на Европска унија со Лондон. Неуспешен обид за лансирање севернокорејска балистичка ракета. Свето денеска. Албанската полиција во пристаништиот град Драч заплени 700 килограми марихуана, чија крајна дестинација била Италија. Дрогата била откриена во камион шлепер со албански регистерски таблички при скенирање пред возилото да влезе во траектот, кој требало да исплови за Бари. Камионот во Тирана бил натоварен со мебел, уопсен е возачот на камионот.
Резултатите од Брекзит не значат дека автоматски ќе следува домино ефект, но Брисел треба брзо да действува за да не се продлабочи кризата на доверба, изјави германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле. Британците ќе ни недостигаат, но и без Британија Европската унија ќе продолжи да постои, бидејќи Европската унија останува вистински одговор за глобализацијата. Поединечно европските држави се премали за да решаваат меѓународни прашања, а тоа се однесува и за Германија, нагласува Шојбле. Не смееме да дозволиме Брекзит да прерасне во пожар, додаде германскиот министер за финансии. Гласачи во Германија, Франција, Шведска и Финска сметаа дека на Велика Британија не треба да й се понуди дарежлив договор, која ќе се обидува повторно да преговара за врски со Европската унија, се вели во резултати од анкета. Германци и французи најмногу се противат на помош за Британија по напуштањето на Европската унија. 53% анкетирани во тие две држави сметаат дека за Лондон не треба да се дадат никакви отстапки, а дека Европската унија треба да ја даде на Британија великодушен договор, сака 27% анкетирани, објави Југов. Речиси половина анкетирани во тие две држави поддржуваат договор за слободна трговија со Британија, само ако Лондон се согласи понатаму да дозволи граѓани од Европската унија да живеат и работат во Велика Британија. Севернокорејска балистичка ракета испукана од подморница падна во морето во рана етапа од летот, соопшти јужнокорејскиот генерал-штаб. Балистичката ракета била испукана од подморница стационирана во води источно од Корејскиот полуостров. Лансирањето се случи ден по одлука на САД и Јужна Кореја за распоредување антиракетен систем, што би требало да одговори на закани од Пјонјанг и 2 дена откако Северна Кореја најави дека на најостар начин ќе одговори на ставот на САД што го оцени како објавување војна. Стејт департментот го осуди обидот за лансирање таков вид ракета, наведувајќи дека тоа значи кршење на резолуции на Обединетите нации. Ракометарките на Куманово за настап во Челендж купот противникот ќе го дознаат на 19 јули кога ќе биде извршена ждрепката. Во очекување на потенцијалниот противник, раководството и ракометарките се подготвуваат за настапот на меѓународната сцена. Ракометарките се наоѓаат на заслужен одмор, а раководството на клубот и натаму очекува состанок со градските власти за понатамошната судбина на клубот. Што се однесува до настапот во европските купови, ракометарките на Куманово противникот ќе го дознаат на 19 јули, кога ќе биде извршена жребката за Челендж купот. Пријавувањето на екипите беше до 4 јули, а од Македонија покрај Куманово настап ќе земи и втората екипа на Вардар. Раководството на Куманово се надева дека клубот ќе успее да ги обезбеди неопходните финансиски средства за настапот во европските купови. Воспротивно, доколку се откаже, тогаш следува голема казна за клубот. Сепак да се надеваме дека нема да дојде до најлошото сценарио и ракометарките ќе имаат можност да се представат на меѓународната сцена. Воедно, тие се очекуваат и се надеваат дека поради итноста на целата ситуација ќе успеат да се сретнат со челниците на градот за да дефинитивно се договорат што понатаму со екипата. Многу пати сме информирали дека оваа генерација на Куманово е составена од изворедни ракометарки на кои им е неопходна поддршка за следната сезона. Крилото на македонската репрезентација освои огромно ракометно признание. Дејан Манасков е избран за најдобар ракометар во Европа за месец јуни според Европската ракометна федерација. Дејан Манасков е најдобар играч во Европа за месец јуни, оцени ЕХФ, како најзаслужен што Македонија ја надмина негативата од 6 гола од првиот надпревар со Чешка, па со победата од 34-27 во Скопје се пласираше на Мундијалот во Франција. Манасков беше фантастичен во репрезентативните настапи во време кога клупските обврски мирува. Морам да признам дека ова е голема работа за мене, бидејќи станува збор за признание што го доделува ЕХФ. Се надевам дека и во иднина ќе следат нови вакви награди, не само за мене, туку и за останатите македонски ракометари. Како што е познато, Манасков од идната сезона ќе го носи дресот на Бундеслигаш од Рајн-Некар Левен. Во минатото, како што е познато, настапуваше во Вардар и во Вецлар, а долго време беше дел од тимот на Металург, каде што ја стекна својата афирмација. На неофицијалното светско првенство во тенис, популарниот Вимблдон, во големото финале ќе се сретнат Енди Мареј и Милош Раониќ. Меѓународен спорт.
Енди Мари е вториот финалист на престижниот турнир во Лондон, откако експресно го освоила Томаш Бердик со 3:0 во сетови. Британскиот тенисер без нималку проблеми го диктираше темпото на мечот, а одличната форма му донесе ново финале на Вимблдон, каде ќе се бори за втората круна во својата колекција од овој турнир. Во второто полуфинале, по тешка и истрпувачка битка, Раонич го совлада Федерер со 3:2 во сетови. Во финалниот меч Мари ќе игра со канаѓанецот со црногорско потекло, кој на овој турнир игра во голема форма. Победникот на Вимблдон ќе заработи околу 2.200.000 евра, а поразениот двојно помалку. Арсенал е подготвен дополнително да ги засили своите редови во обид да се стигне до првата титула по пауза од 12 сезони во Премиер лигата. Управата му искаше доверба на Арсен Венгер да остане на чело на топџиите. Францускиот стратег доби и одличен буџет за засилување, а дел од тие пари се планирани за доведување на Јулијан Дракслер. Таблоидот Сан пренесува дека раководството на топџиите ќе понуди 50 милиони евра за германскиот интернационалец во обид да го убеди раководството на Волсбург да го проведе својот најдобар фудбалер. Волците не сакаат ни да чујат за разделба од Дракслер, кого минатото лето поогромна битка со тешки маки го доведе од Шалке, но останува да се види дали можеби самиот фудбалер ќе инсистира да му биде дозволено да се пресели во Премиер лигата. Германецот Јерген Клоп потпиша нов договор со клубот од Енфилд кој ќе важи до 2022 година. Новиот договор со Ливерпул исто ти е како удар од 11 метри. Сега мораме ситуацијата да ја доведеме до крај. 6 години е сосема доволно време да сториме нешто повеќе за клубот, истакнал Клоп по потпишувањето на новиот договор. Како што рече самиот изненаден од раководството на клубот, кој експресно му понудило нов договор. На крајот, германецот истакна дека се надева дека ќе биде прекинат постот и конечно Ливерпул ќе освои титулата. Финансиските детали за новиот договор на клуб за сега не се соопштуваат. Времето во Македонија сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Ова индексот ќе има вредност 9. Тука се одјавуваме. Ви благодариме на довербата. Пријатно попладне.